Неконтролираните природни сили кои ја загрозуваат животната средина, животот и здравјето на луѓето, материјалните добра, животинскиот и растителниот свет и културното наследство се нарекуваат природни непогоди. Пожарите, поплавите и свлечиштата, но и земјотресите, одроните, лавините, сушите и топлотните бранови се најчестите природни непогоди кај нас. Според записите, најголеми природни катастрофи кои нашата земја ги преживеала и однеле бројни човечки жртви се земјотресите во Валандово, Скопје и Дебар, лавините во долината на Радика и Кавадарци, поплавите во Шипковица и Скопје и молњата во Берово. Ресурсите се намалуваат, а стратегиите остануваат само на хартија. Оваа игра помеѓу живот и ресурси го става системот на предизвик. Дали може да се најде начин да се подобри координацијата и да се обезбедат доволно средства за ефикасно справување со непогодите? Самата појава можеби не може да се спречи, но последиците од појавата во смисла на катастрофален настан, во смисла на огромни штети, може до некаде да се превенира, доколку се одржуваат чисти канали за дренажа на вишокот на вода, атмосферска канализација, понатаму изградба на патишта, внимателна изградба на патишта и друга инфраструктура на осетлив терен, кој што е евентуално подложен на слечишта, понатаму внимателност при изградба на објекти во терени за кои што се знае дека може да бидат зафатени со порани поплави, асизмичко градење во терени за кои што знаеме дека се подложни на така наречен сеизмички ризик. Први во справувањето со природните непогоди во земјава се локалните самоуправи, кои работат според план за заштита и спасување од природни непогоди. Кога нивните капацитети ќе се исцрпат, што и најчесто се случува, на терен настапува Дирекцијата за заштита и спасување, а Центарот за управување со кризи ги координира активностите. Во анализата на екстремни временски настани, Центарот за климатски промени заклучува дека општините во земјава немаат доволно капацитети за проценка на ранливоста и за адаптација на сопствената инфраструктура кон заканите од климатските промени, кои пак доведуваат до природни непогоди. Секоја општина, организираноста е на различно ниво и на различен начин. Меѓутоа, она што изостанува е координацијата. Значи, според нас, ние сметаме дека општината нема доволно капацитет за координација на сите тие различни чинители, да речем, пошто не се сите институции, нели? Меѓутоа еве и меѓуинституционално. И затоа често пати се доведува во ситуација да по закон прво треба градоначалникот да истапи и да почне да реагира, да одговори во таков случај, а доколку не успева да се снајде, побара помош и од следната инстанца, односно Дирекцијата за заштита и спасување. И најчесто завршуваме така. Значи не успеваат сами да се справат најголем дел од општините. Барем во овие неколку ситуации досега се вклучува буквално и силите, односно вработените од Дирекцијата за заштита и спасување, и тоа не само тие што делуваат на локално, регионално ниво, туку дури и овдека од централно ниво. Дирекцијата за заштита и спасување е последната институција во национални рамки која реагира при елементарни непогоди. Тие ги покриваат сите мерки кои што се пропишани согласно Законот за заштита и спасување и се во постојана координација со локалните власти. Но со годишен буџет од 4,5 милиони евра, од кои 65% се заплати, мака мачат да обезбедат соодветна опрема. Значи, Дирекцијата за заштита и спасување има буџет од околу 4,5 милиони евра на годишно ниво, каде што 65% од тие средства се за плати на вработените. Другите средства, значи поголемиот дел оди за осигурување и одржување на авиоделението. И може да замислите колку малку други средства стануваат за други работи. Тоа е за набавка на опрема и ред други работи за кои што може да ги покриеме сите можни предизвици. Центарот за управување со кризи е институцијата која ги координира и следи активностите при справувањето со природните непогоди. Оттаму иницираат целосна реконструкција на системот за управување со кризи, вклучувајќи ја заштитата и спасувањето, и нивно интегрирање како посебна структура.
Ова институција е оформена пред 19 години, 2005 година, и веќе е зрела за сите анализи што е тоа што треба да се измени, дополни во системот за кризен менеджмент, така да е тема на разговор да се реструктурира системот за управување со кризи, по кој правец ќе оди, тоа ќе го ставиме на следниот период, бидејќи тој би требало да се оствари најверојатно до крајот на оваа година, евентуално следната година, целосна реконструкција на системот за управување со кризи, вклучувајќи и заштитата и спасувањето. Можно е до нивно интегрирање, како е посебна структура, или пак нивно интегрирање во некој од министерствата, пред се за внатрешни работи или за одбрана. Но за тоа ќе кажат анализите што е подобро и како е. Според анализите и прогнозите, бројот на природни непогоди и катастрофи се зголемува, а со нив и штетите. Затоа е неопходно институциите да се подготват за справување со овие предизвици и да ги намалат последиците. Пред се е неопходна многу поголема соработка на институциите, на соодветните институции кои што се поврзани со климатски промени и природни непогоди, со истражувачите. Значи, јас сум сигурен дека има доста и истражувања, и модели направено, и сценарија за ризик од одредени појави и така натаму, но за жал тоа останува често во рамките на самите истражувања или во научните институции. Треба да се направи едно обединување на сите тие резултати што ги има, тоа е од една страна. Од друга страна, ме радува фактот што се изработи многу добра студија за природни непогоди во просторниот план на Република Македонија, значи со кој што се убаво третирани, значи детално наведени сите можни опасности, сите можни потенцијални природни непогоди и како најлесно, најдобро да се направи справување со нив. Се надевам тоа наскоро ќе излезе во форма на просторен план, каде што и студијата, каде што се и мерките соодветни на ова што ќе станува се поактуелно. Ние не сме свесни дека 20, 30, 50 годишна вода или 100 годишна вода може да ни се случи за многу краток период, а нашиот систем е димензиониран за некој просек за последниве 50 години, обично така се димензионираат. За жал тоа мора да се промени. Начинот на кој што се спроведуваат деталните урбанистички планови, начинот на кој што се носат планските документи, начинот на кој што се изведуваат работите, мораме да ги промениме и се како да кажам, по-јасно, по-стриктно да интегрираме вакви мерки кои што ќе значат и отпорност, но и заштита. Важно е да се земе предвид дека секој од нас игра улога во превенцијата, од нашиот начин на живот до енергетската потрошувачка. Во меѓувреме, мора да се интегрираат мерки за превенција и адаптација кон новите состојби, како што се топлотните вранови и екстремните временски настани, за во иднина да го избегнеме соочувањето со зголемување на штетите и човечките жртви од природните непогоди.